Денес кулминираше ситуацијата во правосудството во Македонија. Имено, вработените во судовите од 10 часот и 30 минути до 12 часот и 30 минути одржаа двочасовен предупредувачки штрајк со кој побараа измени на Законот за судска служба. Според Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани, одредбите од законот кои што се применуваат од февруари годинава се несоодветни, демотивирачки и ретроактивни и истиот не нуди можност за напредување на постојните службеници. Како главни забелешки кои ние ги имаме на законот се: овој закон беше донесен во нетранспарентна и скратена постапка. Под изговор дека се вршат измени на постојниот закон, беше извршена измена на целиот закон. Истиот беше донесен во многу краток временски период и изобилува со технички грешки, а предвидува поседување сертификати за познавање на странски јазик и работа со компјутерски програми, но не за сите вработени. Улогата на Советот на судска служба како највисоко тело во судската служба е маргинализирана. Оценувањето е инструмент за казнување, а не инструмент за мотивација и докажување. Односно 5% од судските службеници можат да бидат наградени, но 5% мораат да бидат казнети и ако навреме ги завршиле своите работни задачи. Стои во официјалните забелешки на Сдруженијето на судска администрација на Република Македонија и Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани. Денешниот предупредувачки штрајк е израз на незадоволството на судските службеници од неповолните законски решенија донесени со Законот за судска служба од 2014 година. Откако бил донесен овој закон, судските службеници во неколку наврати испратиле забелешки и предлози за измена на законот, преку кој го изразиле нивното незадоволство, но до ден денес истиот останува непроменет, истакнуваат од Сдруженијето на судската администрација во Штип. Инаку Штипската судска администрација со денешниот предупредувачки штрајк даде подршка на сите судови во државата.